И секогаш и во вечни векови. Амин. Со традиционален обред на символично кроење на лозјата на Факултетот за земјоделски науки и храна на опитното поле во Долно Лисиче, беше одбележан големиот празник Свети Трифун. Министерката за образование Јаневска, ректорката на Универзитетот Свети Кирил и Методи Ангелова и деканот на земјоделскиот факултет Марковски го означија почетокот на новата лозарска сезона, пошто следуваше презентација на современата опрема, меѓу која и дрон за наводнување на лозјето. Ја користам приликата на сите граѓани, особено на земјоделците, лозарите и овоштарите, да им го честитам овој значаен празник и да им пожелам богат род и убави плодови. Јаневска посочи дека владата и во иднина ќе продолжи да поддржува вакви слични проекти и да го зголемува буџетот во иновации, наука и образование. Вложуваме во образованието со зголемување на буџетот од година на година и за разлика од 2022, например, кога буџетот бил 2,9 милиарди, сега стигнавме до оваа година до над 7 милиарди денари. Во науката минатата година вложивме 380 милиони, всушност 24-та, па потоа 680 милиони, годинава над 700 милиони. За деканот Миле Марковски 21-виот век е време на сериозни предизвици од демографските промени до климатските турбуленции, што директно го погодуваат аграрот. Според него се понагласена е потребата од поефикасно управување со ресурсите, модернизација и дигитална трансформација. Тој им посака берикетна година на земјоделците и ја нагласи улогата на земјоделскиот факултет како мост меѓу традицијата и иновациите. Ова е опитно поле кое што нашите студенти на нашиот факултет и на нашиот универзитет ги изведуваат практичните работи по предметите кои што се слушаат на нашиот факултет. Ангелова истакна дека со новата студиска програма за дигитално земјоделство со подобрување на инфраструктурата и соработка со институции, компании и земјоделци, факултетот ги поставил темелите за првиот InnoAgri Hub во земјата, кој треба да биде центар за развој и примена на нови технологии. Факултетот за земјоделски науки и храна е лидер во нашата земја во креирање на програми во образование, наука и иновации за пазарот на трудот во делот на аграрниот сектор. Факултетот е место каде што студентите ги стекнуваат своите академски знаења, меѓутоа ја чуваат и традицијата, но и истовремено размислуваат и иновативно и визионерски за идните потреби на нашето општество и на глобалното општество. Амбасадорот на Словенија Грегор Прескер се осврна на долгогодишната соработка и инвестициите во земјава, ставајќи акцент на поддршката за дигитализацијата во земјоделството. Словенија е веќе 16 години присутна со развојна соработка во вашата земја. Во тоа време инвестираме повеќе од 57 милиони евра во различни проекти, во различни области, од инфраструктура до сега образованието. На настанот беше представена современа дигитална опрема, систем за автоматско наводнување што покрива повеќе зони, најсовремен дрон, агрометеоролошки станици со сензори, како и уреди за следење на состојбата на растенијата. Целта на овој настан беше студентите и земјоделците практично да се запознаат со новите технологии и нивната примена на терен.